Почитувани колеги пратеници, почитуван потпредседател на Собранието, почитувани владини представници, моето пратеничко прашање до министерот за правда, господинот Игор Филков. Министре Филков, вие сте задолжени за еден од најклучните столбови во нашето општество, а тоа е правдата. Реформите во судството се суштински за демократијата и владењето на правото, но за жал во изминатите 7 месеци гледаме оддалечување од овие принципи. И покрај вашите изјави дека ќе инкорпорирате препораките на Европската комисија, вашите дела укажуваат на сосема спротивно. Партиски назначување и недоволна независност на судските институции. Препораките за намалување на политичкото и бизнис влијание не се почитуваат, што дополнително ја намалува довербата на јавноста. Во овие 7 месеци не гледаме никакви реформи во судскиот систем, иако ова е една клучна област во која треба да се действува. Партизацијата добива ендемски размери во институциите, но уште позагрижувачки и во она што треба да е темел на едно демократско и праведно општество, тоа е судскиот систем. Вашите изјави за законски измени до јуни 2025 делуваат како одложување, а не како итно и одлучно справување со проблемите. Наместо спроведување на најавените реформи, гледаме засилена партизација на судството, каде што клучните позиции се доделуваат по политички, а не професионални критериуми. Во оценската мисија, почитуван министер, нема никакви препораки за вакви назначувања на суди и обвинители. Едно се зборува, а друго се прави. Затоа моето прашање денес до вас е директно и суштинско. Дали вие сте подготвени да ги направите вистинските чекори кон промена, или понатаму ќе се продолжи со празни зборови и формални најави? Дали ќе ја искористите конкретната можност од вас да започнат реформите и имплементацијата на препораките на оценската мисија? Дали вие како министер за правда, кој по функција е член на судски совет, ќе се повлечете од член од истиот, и кога планирате да поднесете иницијатива за уставните измени со кои министерот за правда повеќе нема да биде дел од судскиот совет? Ви благодарам.